Почитување. На 30 септември граѓаните на Делчево и народот во Република Македонија не дадоа поддршка за промена на уставното име на Република Македонија. На 30 септември граѓаните на Делчево и народот на Република Македонија не дадоа поддршка на промена на националниот и институционалниот идентитет на Република Македонија. На 30 септември граѓаните на Делчево и народот во Република Македонија не дадоа поддршка за промена на македонскиот јазик, македонската историја, култура и традиција. На 30 септември народот кажа не за погубните политики на СДСМ. Иако на еден дрзок и безобразен начин, со манипулативно прашање под превозот за влез во ЕУ и НАТО сакаа да го прелажат, народот покажа мудрост и достоинство, одбивајќи да биде учесник во предавството за смена на уставното име, идентитетот, јазикот, историјата, културата и традицијата. Референдумот е неуспешен. Цензусот не е постигнат. Договорот е мртов. Овој неуспешен референдум сега можеме да констатираме дека е една неуспешна, прескапо платена анкета со пари на граѓаните, а спроведена од страна на СДСМ и нивните коалициони партнери за само поништување на македонскиот народ. Со една жестока медиумска кампања и скапи спотови, на граѓаните им се презентираа придобивките од влезот на Република Македонија во ЕУ и НАТО, свесно одбегнувајќи ја вистинската причина за распишаниот референдум, а тоа е капитулантскиот договор со Грција и штетните последици за Република Македонија од неговото стапување во сила. Ние постојано кажуваме дека сите сме за Македонија во Европска унија, за Македонија во НАТО, но не по цена на губење на достоинството со прифаќање на овој капитулантски договор. Залудни им беа и сите закани, уцени и притисоци. Не им помогнаа ниту заплашувањата на вработените во локалната самоуправа, јавните предпријатија и државните институции од страна на индивидуалци, вршители на функции во локалната и централната власт, како и во дел од приватните компании од страна на собствениците на истите. За сето ова постојат докази. Огромното мнозинство од граѓаните на општина Делчево и Република Македонија одлучија да не излезат и да не гласаат на истиот. Јасно и гласно кажаа не на распродажбата на македонските и национални интереси за сметка на политичката кариера на Зоран Заев, Никола Димитров и Радмила Шекеринска. Од вкупно запишаните 14.721 гласаш во избирачкиот список во нашата општина, вкупно 9.303 наши сограѓани не гласаа. Тоа е мнозинството кое одлучи. Затоа, почитувани сограѓани, дозволете ми во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Делчево да изразам голема благодарност до вас за вашата голема и висока демократска и патриотска свест, како и за покажаната храброст, истрајност и одлучност да не дадете поддршка за капитулантскиот договор со Грција. Заслужувате највисока почит. Ваши се заслугите, ваша е почитта. Се поклонувам пред вас. После неуспешниот референдум, имајќи ја во предвид волјата на граѓаните, ја повикуваме пратеничката од Делчево од редовите на СДСМ, господја Мира Стојчевска, добро да размисли како и дали ќе гласа за уставните измени со кои се редефинира државата, бидејќи народот ниту на парламентарните избори во 2016 година кои ги изгуби, ниту на референдумот не и даде мандат и легитимитет за да гласа за капитулантскиот договор со Грција. За истакнување и тенденцијата на падот на поддршката на СДСМ во нашата општина. Во општина Делчево, СДСМ за една година изгуби точно 573 гласови, односно од добиени 5100 гласови на локалните избори кои се одржаа во октомври минатата година, референдумот го поддржаа 4527 граѓани, или во проценти, тоа е 11,2% губење на поддршката и тоа, повторувам, за само една година. Народот секојдневно сведочи за неспособноста на оваа власт, како на централно, така и на локално ниво. Делчевчани го почитаа Зоран Заев и СДСМ. Ја видоа нивната погубна политика и затоа опадна нивната поддршка помеѓу граѓаните. А и во периодот што следува истата дополнително ќе се намалува. Она што се случува со гласовите на СДСМ во Делчево е добар пример за тоа како завршуваат неодржливите политики градени на лаги. Катастрофалната економска политика на централно ниво со 0,1% економски раст, криминалните матни тендери, огромните суми од фондот за иновации разделени по блиски функционери од власта, скандалите и аферите на дневна основа на централната власт, континуираните милионски задолжувања, покачувањето на цената на горивата, покачувањето на трошоците за живот, нереалните ветувања од типот 500 евра плата, 100.000 денари плата за докторите и изградба на 600 км автопати,
немањето откуп и пласман, како и катастрофално ниските откупни цени на земјоделските производи, нетранспарентното работење, партизираното обвинителство и судство, отсутство на слобода на медиумите и окупиран медиумски простор, неефикасна борба против митото и корупцијата, ефтиниот популизам, непотизмот, партиските вработувања без никакви критериуми, реализацијата на нуло проекти кои што беа предвидени во изборната програма на СДСМ "Живот за сите" и уште многу други неодржливи политики градени на лаги се само дел од причините кои придонесоа за падот на поддршката на СДСМ и во Делчево од скоро 600 гласа. Да не беа започнатите проекти, а и некои речиси целосно завршени од времето на владењето на ВМРО ДПМН, ќе немаше локалните функционери од СДСМ со што да се пофалат пред граѓаните на општина Делчево. Со ваквото владење и со ова темпо на губење на поддршката, дебакот на овие политики неминовен. И посе изгледа дека тој е единствениот излез од безизгледната ситуација во која е втурната нашата татковина. Сето ова ни инспирира да работиме со зголемена енергија и ентузијазам, за да си зачуваме Македонија. Она што е најважно е дека доаѓа критичното време во кое нема да им дозволиме играта со татковината да ја искористат како изговор за неисполнетите ветувања, непотизмот и криминалот. Време во кое нема да дозволиме раководители и вршители на јавни функции и активисти да вршат притисоци врз луѓето кои не излегле да гласале против или одбиле партиска задача на СДСМ. Таквото постапување е неприфатливо. Истото го следиме и најавуваме дека одговорност има. Делчево од секојаш знае да препознае идеја, да препознае искреност, да препознае работа. Затоа, ви повикувам во периодот што предстои пред нас, сите заедно да се приклучиме и да ја продолжиме борбата за Република Македонија. Македонија ќе продолжи да чекори по вистинскиот пат, но за да се случи тоа, мора оваа влада што поскоро да замине во историјата. Македонија ќе победи. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија.